За или против, Македонија веќе трет ден тагува. Јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се новинарите Дарко Јаневски и Христо Ивановски. Добро вечер. Речи си 3-дневна дистанца од она што се случи, на страшна трагедија во Кочани, од сето она што го слушнавме досега, информациите што ги добивме. Дарко, еве од 3-дневна дистанца, што се случи во Кочани саботата вечерта? Тоа е акумулирање на недејствување на правната држава. Тоа е 3 децениско веќе. Тоа трае. Кулминацијата доживеа последните 7 години, кога после 27 април тотално беше разрушена и она малце од државата што беше разрушено и тоа малце од државата што функционираше за да се протурка инсталирањето на Заев и за да се протурка грчкиот договор. Им беше дозволено да прават се што сакаат и системот тотално беше девалвиран, не девалвиран, едноставно престана да постои. Ние имаме прописи, меѓутоа никого не му е грижа за тие прописи. Ете, гледате како функционирало тоа со лиценците. Прашање е сега што во овие 9 месеци после минатите избори можеше повеќе или да се стори. Меѓутоа, во принцип тоа е тоа. Македонија не е во име на тие повисоки наводни цели, нели, НАТО и ЕУ, и во име на тоа странско замешателство, да се потсетиме на неуставното формирање на оној Баши Бозук наречен специјално јавно обвинителство, па онаа револуција кога ги носеа катица и оние на мајци, па Чарлиеви ангели, па не знам што нивните бонуси, ве гледате, тоа се влече и до ден денешен, па сегашниот јавен обвинител не им дава на овие обвинители на Цветановски, на Хайрулахи да ја истераат работата до крај. Тоа е само еден пример, еден сегмент. Сето тоа беше неуставно. Уставниот суд дури имаше поднесоци за да се прииспита формирањето на тоа. Ова е најпластичен пример за да доловам до каде дојде работата, бидејќи во Уставот стриктно стои дека постои единствено јавно обвинителство, не може да постои паралелно обвинителство, тоа е парадржава. Но Уставниот суд представките, барањата за поведување иницијатива ги чуваше во фиока, не смееше да постапи. По нив се сеќаваме со Христо кога работевме заедно, ја теравме таа работа околу тоа специјално јавно обвинителство. Функционери тогаш ни се ајш сега што е тоа, оставете го. Како да го оставиме кога го урива системот? Тоа е само пластичен пример за, значи, земете го тоа и тоа проширете го на цела држава, од највисоко до најниско ниво, до портирот, до чуварот во некоја институција. До таму е метастазиран системот, што ова му доаѓа некаква последица на тоа, за жал со многу деца, со многу жртви. Сега, како што реков, прашање дали можеше или што можеше повеќе да се стори. Мојата теза е дека требаше повеќе трамповски да се настапи уште во првиот ден, да не се остави, да не се чека. Точно е имало ваква акција против адитив, па не знам овие Капушевски, Јаховски, па не да оној врховен судија Наки Ѓоргиев и така натаму. Меѓутоа, според мене, повеќе требаше во стилот на Трамп уште од првиот ден да се започне. Не акција во стилот на Србија, онаа Сабија која беше, која што една акција, меѓутоа која што не го смени системот. Нас ни треба и паралелно, и акција кон конкретни луѓе кои што
го довеле системот до таа позиција, сите криминали, не може Заев сега слободно да си шета, а имаше 2007 години по 300 дена секој ден по една пресконференција дека е криминалец. Значи, меѓутоа ни треба и систем кој што ќе функционира долгорочно. Македонија или ќе биде некоја Данска, Холандија или не знам што од тој аспект, или гледате како тоа се одразува. Затоа што државата има три столба: законодавен, извршен и правосуден. Ако едниот столб не функционира, правосудниот систем, а за тие три столба се врзани се, и образование, и здравство, и култура, и било која област. Едниот столб, едниот темел, штом не функционира, а не функционира, тоа ни е јасно на сите, по систем на поврзани садови не може да функционира ни здравство, ни образование, ни секаде ќе има аномалии. Значи, тоа или ќе се исправи, или ова е веќе крај. Христо, според тебе што се случи? И зошто се случи Кочани? Добро го отвори ова прашање Дарко, влезе во суштината на повеќе проблеми. Ова е приказ на, ми се чини со, ми изгледа без крај, би сакал да биде крајот побрзо, да излеземе од овој тунел. Тешко е да се зборува во една атмосфера кога имаме национална трагедија која никогаш не ни се случила. Ние ова не сме го искусиле. Ни во 2001, ни во 1991, не знам, во еден ден 59 директно млади деца ни изгореа во еден кафес, без шанса да се спасат. Значи имаме 59 изгорени или угушени деца и уште 100 и повеќе тешко повредени и повредени. Тоа се 200 и нешто луѓе од 500 и внатре, тоа е половина. Тоа е страшна работа. Значи тоа е, ако дефинираме, тоа е национална трагедија, тоа е национален пораз за Македонија. Ние сме се поразени, го гледаме резултатот на она што го кажа Дарко, 30 години, јас би рекол и повеќе, и пред референдумот 91 година се случува глупости во Македонија, каде што системот почна да колабира. Пред распадот на Југославија. Но правосудниот систем некако се држеше. Другите параметри почна да паѓаат, економија, здравство и така натаму. И почна таа масовна корупција. Тоа е клучно, тоа е едно дете, но младо голобрадо момче во Кочани, ми се чини на протести, на англиски јазик го кажа проблемот. Имаме корупција и плачеше детето затоа што изгубило другарчиња. Значи, тоа младо голобрадо момче ја дефинира суштината што сите ја знаеме. Ние сме зацапани, жртви сме на еден етаблиран коруптивен систем. Дарко вика, треба да го смениме тој систем, Србија не успеа. Се согласувам. Сум работел на проблематика и професионално за корупција, и корупцијата е, велат по дефиниција, видлива само врвот на таа пирамида. Значи, ние знаеме каде е корупцијата, збориме за корупција, меѓутоа она што е доле е монструозно. И сега гледаме колку е тоа монструозно. Кој ќе видите кај се организирале тие концерти, кај што имало пеачки со години доаѓале, таму се славело, значи животот се славел и забавата, со дека не чукна ова од глава и ни се случи ова. Нема веќе забава. Сериозна работа е. Забавата заврши. Крај на приказната. Мора, ја го слушам Тошковски и навистина му се воодушевувам на човекот со таа енергија како ја води оваа акција во овие тешки моменти. Ќе сечеме, ќе правиме се што може да направиме и кажува неколку клучни зборови кои сега почнуваат навистина да се зборат јавно. Ние имаме проблеми со мафија. Имаме проблем со мафии. Значи, покрај корупција имаме проблеми со мафија. Имаме два јаки система кои навистина тешко еден нормален систем да ги победи. Имаш мафија во угостителство, мафија во здравство, мафија во шумарство, мафија на улица со дроги и така натаму. Тоа се страшни работи. Страшни работи. Кој може тоа да го победи? Не можат јаки системи.
а не овој систем што оваа влада го наследува од претходната. Значи, ние наследивме тотално корумпиран систем, држава која се вика хибридна. Значи, имаш избори кои се само за мачкање очи. Однапред се знае кој ќе победи и која е неговата агенда. Пријатно, што ќе правиме ние? Треба да извршуваме и да живееме во оваа стапица сега сите во која се наоѓаме. И многу е чудна ситуацијава. Сега, гледате го абсурдов, или што викат catch 22, таа квака 22. Че имаме све закони, имаме механизми ова да го истражуваат, меѓутоа кој ќе го истражуваат? Механизмите кои се во коруптивниот систем. Имаме нелегитимен и нелегален републички обвинител, кој едва е плетка јавно да каже 2-3 изјави поврзани со истрагата. Две реченици да ги врзува. И ги чита и така натаму. Не знам, од она што го гледам, ќе биде навистина многу тешко да се истурка со овој негов тим кој, не знам, 9-10 обвинители собрал, да направи навистина непристрасна, длабинска истрага и брзо во овој случај да се заврши пред судовите, затоа што имаме крупни личности, нели, кои се веќе во притвор. Имаме министер, имаме за тој министер имаме една политичка структура која веќе се изјасни, нели, Дуи, која кажа да не се чепка ништо што е против Дуи. Да, ама Дуи го правеше тој систем. И неофицијално подготвува на улица нешто да се случува. И тоа е. Па не е сега тоа, они процениле дека сега треба да се прави притисок, меѓутоа тоа се две сили. Силата на правдата и силата на тие што ја направиле неправдата. Значи, поентата ми е, ние се живееме во таа абсурдна ситуација, Дарко. Значи, сме во систем сите. Министерот е во коруптивен систем и треба да работи со луѓе кои врзани се вака како синџири, нели? Коруптивно локално ниво. Имаш коруптивен пазарна инспекција, имаш корупција во МВР. Они чепкат се длабоко во МВР. И денеска добив информација од некои обвинителски кругови дека се чепкат доста длабоко во МВР. Видовме, не се само променети онака механички началниците на полициските станици таму на полициите. Штипи овера почани. Да. Значи тоа ќе биде длабоко. Меѓутоа, имаш работа со овој обвинителен систем кој е дел од таа матрица коруптивна. Тој монструм што го направија. Опасен монструм. Франкенштейн, да. Но Дарко, еве, мислам дека по-одврзани раце оваа власт нема да има, нити имала некогаш која било власт во Македонија, мајки предвид што се случи, народот со две раце ќе им помогне и им дава одврзани раце, но еве, како што кажува и Христо, корумпирано е судството, корумпирано е обвинителството, во сопствените редови се сеќаваме на апсењата на Груби и на компанија. Значи, еден куп кодоши, настрана па инсталирани од Дуи, тие јавни институции беа бироа за вработување на минатата гарнитура која што 7 години трупаше партиски луѓе кои што реално не ни работеа дел од нив ништо, а сега го прават тоа што го прават. Еве, ти кажа исто така треба еден сериозен, буквално кажано, ремонт да се направи, но кога ти би го правил тоа? Што би кажал на власта? Како да го смени овој систем? Ја мислам дека можеби треба целосно да се урне па да се изгради стара куќа која ќе ја земеш, ако ја поправаш ништо, ова треба буквално од почеток темел еден да се постави. Како да го направат тој ремонт, тој систем да го изградиме повторно, бидејќи факт е дека е тотално девастиран, односно опустошен. Го нема. Така што ќе почнеш да ги применуваш законите. Така. Нема друго чаре. Не може да има заштитени мечки. Не може таму да во обвинителство да имаш луѓе за кои што има пријава дека се вмешани, како што кажа, во криминалот со бонусите со СЈ. Не може во крајна линија на Катица Јанева да се дозволува според не знам кој пропис Сабајле да излегува од затвор, да си оди на работа, па попладне да се враќа само да преспива. Значи, и тоа се само едни примери кои што покажуваат. Значи, ќе мораш да почнеш да го сечаш тој систем. Нема друг начин. Ако е проблемот во луѓето се тие
кои што ги спроведуваат законите, сакаш во МВР, сакаш во обвинителство, сакаш во Министерство за економија или во било која некоја агенција или инспекторат кој што дава дозволи, не дава дозволи, негде прогледува низ прсти за да му дадат еден ручек да јаде. Ова е меѓутоа ако власта има одврзани раце. Јас мислам дека имаше одврзани раце уште од првиот момент, бидејќи она доби СДСМ толку падна на тие колку беа 15, 16, 17 пратеници заради корупцијата. Не падна ни заради преспански, не падна ни заради бугарски договор. Имаше 2020 избори кога Заев тесно, меѓутоа победи, иако ја мислам дека тоа беше некаков Не верувам аранжман за да помине подолго време за да се намали тој притисок околу тие два договора. Но да го ставиме тоа на страна, иако и тој аранжман е дел од ова што ни се случува, од руинирањето на државата. Меѓутоа, како и да, СДСМ загуби заради таа корупција. Дуи беше од прилика на еднаков број гласови со вреди плюс минус, исто така заради тоа, иако кај албанците потешко се пробива таа коруптивна шема. И може да прави буквално се што треба. Значи нема веќе изговори, нема веќе чекај да го ставиме, ова не е толку битно. Нема небитно. Се виде дека еден ручек за да се даде дозвола за работа на таа дискотека или 5-6 илјади или колку рекла? 20.000 денари, 350 евра не се. Или 200.000, да? Не, 200.000, мислам дека рекла, не е ни битно, дека тоа однесе во смрт 59 деца. Каде да одиме понатаму? Што да прогледуваме повеќе низ прсти? Остави го овој наш, остави го овој, или овој тргни го, или овој не мора да доаѓа на работа, тој е од Дуи или од вреди, тој е по клуч. Таа приказна веќе заврши. Како да се справи? Како што реков, така што ќе се почитуваат законите. Не ги почитуваш законите, фала, пријатно за тебе. Заврши приказната, нема што да бараш ти тука да бидеш вработен. Само на тој начин, само со остра примена. И бидејќи таа корупција е масовно проширена, значи до крајно ниво, тоа треба една брутална, сериозна и широка акција која што ќе опфати се и се што. Која ќе има подршка од сите, да не се лажеме. На сите име преку глава, зборувам за народот. Па нормално. Кој, како што реков, во крајна линија, сите, например, бараат подобра работа, подобра плата и не знам што. Како што реков, не може економијата да оди напред, не може да имаме подобро здравство. Сите се тие врзани за овие три столба кои што ги спомнав. Едниот, ако не функционира, завршена е приказната. За жал, тоа ни се покажа нас на најбрутален начин. Меѓутоа, ако ова не освести, ништо нема да не освести. Не може веќе да се толерира. Јас многу пати пишував. Например, во тоа СЈО имаше обвинителка која што е примена, а која што 2011 на тој приемен испит за Академија за судии и обвинители не го положила испитот. Па биле фаќани партиски врски, па ја вгнездиле негде, па потоа беше избрана ваму, па потоа беше... имаше 6,2 просек. Па потоа беше Чарлиев ангел. Фалсифицира дипломи за англиски. 300 глупости тоа. Тие, значи, тоа е еден... Замислете колку е тоа расширено низ целиот тој систем. И тоа мора да се исчисти. Што ќе правиме ако денес отпуштите или збркате или гоните 10 обвинители или 10 судии, ќе нема кој да суди. Ќе го издржиме тоа. Нека народот со нема, меѓутоа мора системот да се исчисти. Не помага
Не помагаат изјави во стилот, тие се мал број луѓе, 5%, 10%, 90% таму се чисти. Овие што се чисти, кога ги гледаат овие како се богатат, по дефиниција се корумпираат и тие. Системот е целосно, значи треба да престанеме да се лажеме со она има и честни, има и вакви, има и такви. Целиот систем до крајни граници е корумпиран. И оној кој што е роден, и кој што бил воспитан, и кој што работел честно, или ќе се откаже од таа работа, или тој ќе се корумпира, бидејќи гледа овде поинаку не ни може. Ќе го изеде системот. Ќе го изеде. Па нормално ќе го тргнат на страна затоа што им пречи. Им пречиш ако честно работиш, како што во некоја средина која што е просечна, оној што е над просечен, гледаат да го избркаат затоа што им пречи на овие подпросечните кои што таму влегле на овој или на оној начин. Треба ненормален работи, да знае да работи. Ова што го прави Илон Маск, праќаат и овој Трамп праќаат писмо од утре не сте на работа, толку и толку месеци имате плата, после снаоѓајте се. Вие сте коруптивна организација. Не се сите таму тие што се избркани, корумпирани. Меѓутоа, тој систем, тој дел од системот го дефинирале како коруптивен и нема друг начин како да го решиш тоа. Ако земеш ти некоја организација таму како усеите од 20.000 луѓе или колку има, еден по еден да ги испитуваш за да не биде да не ти кажат дека си избракал некој кој што не е корумпиран, никогаш нема да ја завршиш работата. 1.000.000 години ќе ти требаат за да го средиш тоа. Значи, системот го уништи, тој корумпиран систем, нема друг начин како да се реши. Има Втора светска војна. Има една анегдота, не знам колку не е ни анегдотата, повеќе алудира на шега, меѓутоа има една приказна, не знам колку е точна, кога на Жуков му се брзало и ќе најдат кога тргнале кон Берлин веќе, и ќе најдат на Минско поле. Не чекал да дојде некој друг, па сега едно по едно да ги бара, да ги скои, затоа што губи време. Приказната вели дека пуштал војници, па кој ќе преживее, кој ќе нагази на мина, ќе нагази, но патот ќе се отвори. Не верувам дека таа приказна е точна, меѓутоа тоа е начинот на кој што можеш да се справиш за да дојдеш, како што напиша вчера, за да дојдеш до Берлин, да дојдеш до седиштето на Хитлер. Не вршиш работа така што кај Сталинград ќе заробиш 6-та армија, 600.000 луѓе во ред. Си го заробил и генералот, меѓутоа не си ја завршил работата затоа што шефот на таа мафија се уште е во Берлин и се уште регрутира или во Дубај, и се уште регрутира деца кои што потоа ги праќа на фронт да ти убиваат твои деца. Не можеш тоа да го дозволиш. Па ако треба ќе пратиш војници да го исчистат тоа Минско поле, за да стигнеш побрзо и да му ја исечеш глава. Нема друг начин. Еден од начините, една од идеите беше на времето 2006 да се донесе странски обвинител. Јас правев интервју со него, потоа него го ангажира во Албанија. Еди Рама, мислам, го ангажираше. Антимафијашки обвинител, сега не се сеќавам веќе на името. Скокнаа тогаш сите како тоа, кај нас странски обвинител ќе имало. За потоа неколку години подоцна странски амбасадор да ни составува влада и тоа да биде а за да се состави таа влада, да се исполни неговата желба и таа стратегија, му беше дозволено на Заев се што сака се да прави и да го урниса тотално системот. И сега утре ќе имаме погреб на 59 деца, затоа што тој од Муртино требало да потпише таму некаков договор што го девалвираше целиот систем и затоа што имавме така наречени Чарлиеви ангели и не знам што. Не дека пред тоа имавме некаков
шведски, дански, било каков систем. Некаков систем функционираше, па дури и во време на 90-тите на Бранко Црвенковски, дури и во она време на распаѓањето на Југославија. За обичниот граѓанин некако тој систем функционираше, не функционираше за елитите. Они беа недопирливи, како што беа недопирливи овие што ги приватизира, по наводници ги приватизира фабриките. Меѓутоа, некаков систем килав постоеше. Сега и таа килавост ја нема и тоа се плаќа на овој начин. Сега каде значи народов Како би го ремонтирате овој народов систем, ова го следи многу внимателно, со емоции, затоа Гнев, што од ВМРО без- очекува. Ако на ВМРО страна, сега не го направи ова, ако не сгази барем на главата на оваа ламја, тоа мора да се види. Значи мора да биде видливо, мора да се сгази. Инаку и ВМРО ќе го снајде судбината на СДСМ. Мислам, народот веќе нема време да чека и да гледа килавење, неказнивост и така натаму. Се собраа многу несреќи. Многу. Изгореа 17 пациенти во Тетово, во модуларна болница, кај што не смеело да има пациенти. Пациенти на кислородна поддршка, врзани да не можат ни да станат, ни да се само спасат. Па не може, ако му го тргнеш апаратот, тој не може да оди. Лета у воздух, нема одговорност. Автобус излетува, немал кочници, немал ова, све е врзана мафија, значи врзана мафија, технички прегледи, едно... Така. Се Па тоа е систем. го менува сега име титуларот на фирмата, он си продолжува, истите автобуси ги тераат. Така. Неказнивост. Нема неказнивост. Ласкарци исто, без Ласкарци, лиценца. по Бугарија. Брод Илинден ни потона со да, бугарски да, туристи, видовме колку сме неспособни да реагираме. Немаме ресурси. Така. Ако сега тоа не се, а мислам дека ќе се оди и еве ветуваат, меѓутоа ќе има кочничари. Трампизмот подразбира токму тоа, брза, енергична акција. Они све скенирале. Радикална, така, Они сечени. скенирале. Да. Немаат жабе доге. Значи, ефикасност на владата. Они мерат се. Кој како работи? Затоа што 17 агенции ги укина. Па, нема веќе. Корумпирани, не работеле. Не ни оделена работа. Америка имала рамковни вработувања. Така. Зема Зборуваме плата, за си седи дома. Пропагандни алатки кои што беа тотално Пази некој претходно како да тоа во кажеше, Америка немаше си шанс. функционирало. Тоа е тој паразитизам што ние сега го гледаме овде. Паразитите се тепаат сега. Они нема да дозволат вака да си оди мазно работа. Не, исто како во Америка. Паразитите ќе се тепаат сега. Нив им одговара тој систем на паразитизам, затоа што фино така си профитираат они да гледаат, да даваат совети, некој друг ќе си ја тера работава. Не може веќе да ја тера работава. Кај ќе ја тераш повеќе работата? Нема. Тешки последици имаме. Магично стапче нема, Љупчо. Така. Значи, ова е работа која се фаќа темелно и нема да биде од денес за утре. Ова не се решава со инстант решение и со една акција. Не треба ли некој фалконе, некој не мора да биде странски? Не е зошто? само фалконе. Види, ти имаш една нација која веќе има поведение, култура на коруптивно однесување. Менталитетски. Значи, ти се одиш и гледаш дека треба нешто поинако да се однесуваш. Да, така? дефетизмот наметна, знаеш, она, што да правиш, што ќе правиш, што, а тие, така ни било пишано, тикви ти барени ни живееш било сега у пишано таков нешто. свет. Да. Дефетизам, Онај фатум. те вреѓа по улица, те пцуе, вози како сака, распашано. Са се бунат, тоа приватност треба да имаме, како тоа камери ќе има. Камери треба одма да почнат да работат. Одма треба да почнат да работат, затоа што сме распашани. А кога си ти распашан, кога не почитуваш закони, мафиите профитираат. Па они се таму главни. Ниф им одговара, они се си ќутат, вика супер, овие ќе протестираат на плоштад, овие ваму, не бива тоа така. Така не се гради општество, така не. Кој модел е тоа? Кој е тој модел? Излага човекот и кажува, ова фативме, подписи, нема тоа не важело се слушат. Па полека човек како не важело. Има подпис на фалсификат документ од министер, од ДУИ. Така? Од Крешник. Крешник Бектеши, така. Бектеши. Го потврдува тоа и обвинителот. Сега за нас е многу и интересно да државниот видиме секретар тука кој е дело Чекичи. тамо ќе го извадат, затоа што, не знам,
Ама добро, тоа е веќе стручна расправа, нивна работа, нема што да се замараме. Ние гледаме што се случува, гледаме. За мене е исто како човек, како татко, поразително да гледам како некои сега користат можност да кршат, да фрлаат, да плюкаат по се и се што на оваа влада, додека таму уште не сме ги погребале тие дечиња. Пазете, ова не е едноставна работа. Ние имаме проблем и психолошки како нација во овој момент. Не ни е едноставно, не можеме да спиеме, шетаме ноќе, што направивме. Тоа се наши деца. Во Кочани не ми се остапнува веќе. Не можам да одам. У четврток ќе погребаме 59 деца. Они викаат сега, кој е следниот? Како кој е следниот? Па прашај го тој претходниот што ова го направи овој монструозен систем, прашај го таму у Дубај кој е следниот. Што правиме со провокаторите? Еве ги полека излегуваат на видели, напредничеше оној Фрчко, нели, не ми се веруваше дека тој се уште има, нели, образ да зборува за што било, но еве ќе се појавуваат такви и се појавуваат такви. Венко Смирувал излегува, Чупевска тресе глупости, значи тие работи се очигледно дека некому му одговара тоа. Како да се справиме? Еве излегуваат вести, не биле 140, верували или не, излегуваат 140, пуштаат лажни вести дека 140 мртви, имало владата дека лаже. Попот во Кочани ги позна луѓето, вика луѓе не сте вие од Кочани, гледам тука луѓе што се знаеме, вика секој ден, баш што тој мојот по кафиките се гледаме, вика вие не сте од тука. Не, Љупчо, види. На каде коди работа? Овде станува збор за некрофилија, што луѓе кои не знаат како функционира светот и не знаат што е реален живот. Како они не можат да оценат и да почувствуваат што е тага на еден родител, немаш со него што да разговараш. Мислам, тоа е абсурдно. Затоа тоа е таа некрофилија, што ја викаат. Значи, ти мораш да се сочувствуваш со тој што има голема загуба. Да. Тоа е ненадомеслива загуба. Политичка борба ќе има. Но треба да помине овие 7 дена, затоа и се даваат 7 дена. Ова е тешка траума, тој траур, да се опростиме од тие деца достоинствено, да им помогнеме на тие родители, роднини, дечиња мали, да им дадеме насоки како да пребродат. Животот мора да продолжи после тоа. Политичката борба ќе продолжи, но Дарко е во право. Законите мора да се почитуваат и мора да важат за сите. Оваа држава не е на партиите држава, оваа држава на избраните од народот. Ние сме им дале мандат да ја водат оваа држава. И ВМРО кој составил влада, сега ја води државата. Они се Македонија. Трамп никогаш не вика ние републиканците, он вика ние американците, така? Он сега во име на Америка го прави тоа. Мицковски и раководителите, Тошковски, Силјановска и така, они го прават тоа во име на Македонија. И то така ќе биде. Како што викаат оние гилиптарите, иако го направија тоа, дека ние сме го подпишале францускиот предлог, ние сме го смениле уставното име на државата и слично. Не го направивме тоа, ние го направија тие данот, за жал. Дојдоа како што дојдоа, беа инсталирани, октроирани и се, но беа македонска влада која што го направи тоа, за жал. Ама ние како новинари кои сме го следеле тој процес, ние знаеме дека сите тие договори се постигнати на крајно коруптивен начин. Крајно коруптивен начин. Ако се отвори подлабока истрага, можеби ќе се најде и текот на парите, а јас сум уверен дека еден ден и тоа ќе излезе. Меѓутоа, Виенската спогодба за меѓународното договорно право вели дека секој договор постигнат на коруптивен начин е ништовен. Има таму еден член 6 и тој е така изричите. Тоа треба да стои негде у главите и еден ден тоа да се каже. Дарко, како да се справиме со овие провокатори кои што туку се појавуваат, дури можеби и тие, не верувам, но имаат наводно скрупули, па сега првите денови, не она што ќе следува понатаму е факт дека ќе се појавуваат, веќе се појавуваат, како Македонија и македонските граѓани, да се оперираат буквално од тоа што ќе го прават. Да не се лажеме, имаме такви еден куп колку што сакаш цивил медија и не знам кој веќе некој што веќе се на сцена и го прават тоа што. Добро, ама треба да се... Значи, они мислат дека ќе повтора 2015-2016.
тогаш со снимките со Мартин Нешковски, па Заев нели велеше Смилковско езеро, овие што лежат се Невини. се невини, Монструм, диво населје исто тоа ги користеше родителите на тие децата што беа Мартин убиени Нешковски, Младенов, да. Смилковско езеро. Малата Меѓутоа, Тамара. целата таа операција тогаш, изумуваат, беше водена од надвор. Така. Не се сликав јас со ни Христо, ни ти, ни тој цивил медија, ни било кој со Катица Јанева. Се сликаа сите амбасадори од западните земји. Беа наредени таму, тие фотографии постојат. И целата таа операција беше водена од надвор. Зошто не успеа, видовте во Белград колку луѓе се собраа, и тоа не е еднаш. Тоа е маса на луѓе. Нивното МВР вели 107.000, јас не верувам. Неколку пати повеќе бе. Ама синот на Трамп дојде кај Вучич. Меѓутоа не успеа, затоа што немаше тој од надвор кој што ќе води таа операција и немаше и не постои таква организација на тие земји од надвор за уривање на владата на Вучич. Овде не само што нема да соберат, ќе бидат далеку од, според мене, од некаква масовност, меѓутоа го немаат тој што ги водеше од Сенка 2015-2016, чија што цел не беше да има правен систем во Македонија и инспекторат кој што ќе провери во Кочани, дали во Шупа има дискотека, туку чија што цел беше да се потпише тој фамозен договор со Грција и да се смени името на државата. За другото му беше гајле. Правете што сакате. Урнисете ја целоснова држава. Они таа подршка сега ја немаат, затоа што не постои такво сценарио за уривање на владата на Мицковски. Владата на Мицковски не е во конфликт со САД, не е во конфликт со Брисел, освен упрашањето со Бугарија, меѓутоа ние го гледаме тоа. Тој притисок кој што постоеше врз таа влада 2015-2016 за да го смени името, сега од Брисел за да се согласиме на бугарските барања не постои. Значи не постои од нивна страна организиран систем кој што ќе ги подржи овие соросоиди, не знам тие што беа на УСАИД и така натаму, за да влезат во уривање на влада. Они може да се обидат, овие што ќе излезат, може да се обидат да ја провоцираат полицијата, па таа да врати, па тоа да мобилизира дел од народот, меѓутоа тоа не верувам дека ќе има некаков ефект. Она што е битно за македонските граѓани, не се тие, нека прават што сакаат, по мене нема да има успех. Она што е битно, значи, едно е почитување на законите, за оној што не се занимава со право, тоа е веќе излитана фаза, правна држава, почитувајте законите, меѓутоа сега гледаме суштината. Второто е, што Христо го каже, ние живеем општествената атмосфера, општествената свест ние веќе на целата држава, на секој поединец коруптивно размислува. Ние немаме општествена свест која што бара да се однесуваш правилно. Ако можеш, сите, значи тоа ни стана начин на корупцијата, ни стана начин на живот. И таа општествена свест да се смени. Тоа треба малце време, меѓутоа за да се дојде до таму мора да се почне од ова што го зборуваме, а тоа е функционирање на таа правна држава. Зошто само кај нас, ако го учиш детето да биде честно, ти си будал. Ако си бил на позиција да украдеш, а не си украл, ти си исто таков. Значи, нешто не е во ред со тебе затоа што не си украл. Идеш да регистрираш кола, па ај пушти ме, кочница имаш, ќе ги поправам. И он те пушта. И веќе влегуваш ти, нели влегуваш во сообраќај опасен за околината.
врзан е крувот. Врзано е. Тој што отишол со кочници не ги поправил затоа што нема пари. Не може да има пари затоа што нема добра економија. Не може да има добра економија затоа што однесувањето ни е коруптивно. Затоа што тој трет столб не ни функционира. Затоа што се тоа поврзано. Колку и луѓето да не сваќаат дека помеѓу тоа како функционира едно обвинителство и како функционира едно здравство и како функционира судството, има врска. Не затоа што таму има корупција во здравството, него затоа што тие се основни столбови на системот. Како што организмот има значи мозок, срце, бели дробови. Се е тука поврзано. Ако еден од тие три столба откаже, знаеш, има луѓе ќе им ампутираат рака, ќе им ампутираат нога, значи тој ќе продолжи да живее. Меѓутоа, ако некој од овие три столба или сега во здравството колку има тоа, не сум стручен за тоа, меѓутоа ако некој од нив откаже, по автоматизам откажува секој друг дел. Така и ова, не може да има образование добро, ако не. Ние и онака имаме проблем со законодавната власт. Во Македонија ти немаш случај кога собранието одбило предлог на мнозинството во собранието, одбило предлог на владата. Меѓутоа на тоа како така функционира. Ние го прифативме тој систем дека како што ќе каже владата, собранието гласа, мнозинството, и тука завршува приказната. Ретки се тие случаи кога некој предлог ќе биде одбиен. Меѓутоа, тоа не доведува до ваква катастрофа. Ова со правосудството повлекува нефункционирање на МВР, нефункционирање на агенции, нефункционирање на инспекторати, и тоа повлекува создавање на таа општествена атмосфера на коруптивност. Ние така сме научени веќе да живееме и да функционираме, и затоа не си сосема во ред со главата, ако си бил во опозиција да украдеш, а не си украл, наместо да е обратна атмосферата. Така. Дали се сложуваш дека овој нема правда, нема мир втор дел е осуден на неуспех? Искрено не знам колку енергија ќе соберат, главниот спонзор го нема, меѓутоа гледаме дека има спонзорчиња од Европа главно, кои сега тоа ќе го туркаат. Европа е, големиот ресет или големата светска промена почна. Копчето е удрено, а ова што ни се случи кај нас само го забрза процесот на ресет кој Македонија ќе го доживее и веќе го проаѓа. Ова со големава несреќа во малото Кочани. Цел свет го запозна Кочани, тоа е светска вест. Нас сега ќе не гледаат, ќе не следат уште повнимателно што ќе се случува во Македонија. Ние сме дел од тој механизам. Германија, сигурно делови од Германија ќе финансираат овде и понатаму. Ќе има канали на испраќање подршка за невладините организации. Холандија исто така има симпатии кон повеќе невладини организации, Франција исто така, Швајцарија, затоа што Европа има тотално поинаква агенда од Америка. Се тотално веќе два различни света. Западот внатре почнува да се јаде. Ама ние сме по менталитет и како две големи конфесии кои се доста конзервативни, и православните христијани и муслиманите во Македонија, ние сме по-конзервативни, ние сме поблиски до американскиот конзерватизам. Не збориме за Холивуд, кој што е друга приказна во Америка. Америка е конзервативна, генерално земено. Европа е друга приказна. Европа има интерес тоа да го прави. До кај ќе оди не знам. Меѓутоа, нема правда, нема мир. Сега ќе се замени со овој слоган кој е следниот. Живи ли ќе гориме и така натаму, но не е таа поентата. Поентата е сега од другава страна. И живи изгоревме, ама кој го направи тоа? Значи, ние сега ги бараме виновниците. Мора да има казнивост. Без разлика кој се од која политичка партија или опција. Дарко Преска кажа, не функционирал. Пазарен инспекторат, МВР, судство и така натаму. Никој не функционирал како што треба. Значи, имаш закони
И целен синџир на корумпирани поединци, институции и така на. Вие нема шанса да обстанеш. Па луѓе, во Пулс изгореа умни луѓе, не изгореа некои неинформирани. Изгореа ДНК, една група која е во топ 5 во Македонија. Правеле стотици концерти. И хуманитарни концерти. Пази, нив тоа им се случува. Фудбалери, кошаркари, студенти, тоа е елита на едно општество. Ние изгубивме елита во едно општество, иднината на еден регион. Нема шанса ти да преживееш. Тоа е поентата. Ти нема шанса овде да обстанеш. Затоа што живееш во таков простор, во ќумес кој е тотално корумпиран. Треба да имаш среќа. Некој имал среќа, преживел. Ева, не можеш да живееш од среќа. Значи, ние сега правиме систем. И тој ќе трае. А ова ќе биде показна вежба. Дали ова влада ја бива или не ја бива и до кај ја бива. Имаат шанса, имаат подршка. Сите што сакаме да се расчисти, што сме нормални луѓе, што сакаме нашите деца да живеат во нормална држава, го сакаме тоа. И даваме подршка. Ако успеат, а верувам дека ќе успеат, тоа ќе биде една точка од која они ќе можат после да прават други процеси, а ќе бидат важни. Образование, здравство, затоа што 30 години ние инвестираме во промашени проекти, тотално промашени, неважни. Ние главните столбови не ги развивавме. Столбовите се здравство, образование, владени институции. И ти тоа кога го немаш, ти си развивал казина, си правил, фабрики за марихуана. Фабрика за марихуана, си гурнал системот образовен, експериментираш и тоа, нема шанса да успееш, нема. Такво нешто не постои. Сега овие тргна, секоја често е голема храброст и доблест да се борат со ова. Колку покажа ова што се случи дека оној систем кој што нели живо значи здравството, ние таму каде што односно ние никаде, затоа што поголемиот дел скоро од луѓето се по странство. Во ред, да, кажа и романците дека тоа ни дадоа добар совет на самиот почеток. Нивниот тогашен министер кога се случи во Букурешт ни рече: немојте да се зафркавате, буквално не се глупирајте, побарајте веднаш помош од европските институции. Тие не го направиле, тоа е една Романија што е земјиште во однос на нас и заради тоа многумина починале. Ние реагиравме, да, како држава и го направивме тоа, но колку ова што се случи покажа да првичната интервенција секоја чест тука сме окей, но понатаму дека не бива и во здравството. Добро, сега капацитетите се тие кои што се. Так. Јас такви се приликите изминатите неколку месеци. Не заради мене, не е ни битно. Имав прилика да почесто не морав да одам на клиника и тоа што можам да го видам таму е дека луѓето буквално се отепуваат од работа. Не стануваат од столчет. Та лекари, премалку, та медицински сестри и така натаму. Значи, не дека не е работат до тоа, како оние рамповните. Они седат и пијат кафе, а ти чекат. Сосем друго се меѓутоа условите во кои што работат. Не можеш денеска ти да имаш како лекар 50 пациенти и на сите да им посветиш внимание и не знам што. Не може. Јас кај тебе во емисија имам кажано, имаш заборавено веројатно кога престана пред извесно време, пред 2-3 недели кај Бетмен го повторив тоа. Кога се расипа магнетната резонанца во април. Абе не смее утре државата да веќе крај. Што сакате правите, ќе донесете нова или оваа ќе поправите, не смее, прилепете. Без хируршки сали бевме, Дарко, од неколку недели. Значи, меѓутоа, тоа е тоа што го збора. Значи, ние можеме да се сконцентрираме на здравството и да кажеме, знаеш што, не ни чини. Не може да ни чини тоа, ако ова не го поправиме, значи столбот, темелот на куќата, на државата, не може да чини. Не може да функционира. Едноставно не може да функционира затоа што
ако треба да се купат 5 магнетни резонанци, нема да гледаат како да ги набават што поскоро, туку ќе гледаат каде и кој колку ќе им даде провизија за Знаеш што е катастрофата? Нели најдоа акцелератори во подрум? Тотално не. 8 години тоа е Като системот беше исто тргнат на страна. Чека, тука може имало намера. Молам? Тука може имало намера. Некој тоа намерно да го Не прави. знам, не сакам да тврдам. Меѓутоа, значи таа нефункционирањето на тој акцелератор е во периодот на таа, значи претходно некој го набавил, доаѓа нова влада која што не ја интересира тоа. Затоа што ниеден од тие основни делови не функционира. Затоа што нивниот памет беше ќе потпишеме со Бојко Борисов, ќе потпишеме со Грција и имаме одврзани раце да правиме што сакаме. Главно, каков акцелератор, не му паѓа на памет. Главно е, значи, ова да го направиме, да го задоволиме тие што не донесоа на власт и второто, да внесеме стравка и народот, затоа беа спроведувани тие 27 април и така натаму, да не да. на секоја емисија тоа го образложувам и го повторувам. И за да не се буни народот, да си седи мирен, да ќути, ќе повторуваме цело време. На рака им одат и овие епизоди со Мијалков и неговото Ферари, еве гледате што се случи. Исти се, да. И дојдовме до оваа ситуација. Не може, тој имало или немало намера за акцелераторот, важно не бил 8 години, па тоа е направена, еве, да не гледаме од здравствен аспект. Еве, не ни интересираат и нас луѓето. Ама ти 8 години си дал пари за нешто и тоа 8 години не ти функционира, тоа е веќе по дефиниција чинело 500.000, сега чини 50.000. По дефиниција веќе е криминал. Или не ти требал, што не е точно, или си дал пари за нешто што го потребуваш, што значи тие а сега тој веќе застарен. Тој е веќе застарен. Излегле нови модели, ти треба да купиш нови. Значи, колку си го платил тој? 1, 2, 3, така натаму, си му нанел штета на буџетот. Си дал пари за нешто што не си го така, и затоа некој треба да оди во ќорка, што вика, така? Треба да се води за тоа постапка, па нека утврди. Ете им го оставија истиот обвинител. Мојата теза е дека требаше биде сменет уште вчера. Уште првиот ден. Добро, го оставија. Сега, пазете, полека сите ние сме свртени затоа што Тошковски излегува на пресконференции секој ден, вечерта нешто кратко ќе излезе Коцевски. Работата сега ја презеде Коцевски. Така е. Системски е така. И, значи, концентрацијата треба да не биде кон него. Он кажа дека не знам колку обвинители од ваму, од таму, од Скопје, 5 души. Тут смуцама го кажа некако, да. Бектеши го носеа, го приведе точно полицијата со која раководи Тошковски, меѓутоа го однесоа на распитка обвинител во Кочани. Се едно што е се уште ова во фаза на предистрага, иако не знам зошто. Тие 3 дена се доволни за да се отвори истражна постапка, има доволно материјал, меѓутоа добро, еве не сум упатен во конкретните докази и материјали што ги имаат, да не навлегувам во тоа. Меѓутоа, значи, вниманието, еве ви го. Значи, не можете да кажете, вие го смените обвинителот, па не функционира. Што правил тој обвинител што е таму во Кочани? Да кажем, еве, велат, што правил Тошковски, зашто не го затворил тоа? Па зашто Спасовски не го затворил тоа? Треба Тошковски сега да го притвори и Спасовски, министерот, значи за некоја шупа треба да знае. Обвинителот од Кочани што правил? Што правил хиерархиски, тој што е надлежен над него. Не функционира тоа така. Не е во тоа проблемот.
проблемот е што целиот систем е гнил. Не случајно вели точно, кај да чепнеме, Така. каде е да чепнеме, гнило. Ако е гнил системот, тоа што се распаѓа. Дали ќе било Кочани, дали ќе било некое друго место, нешто ќе се случало. Да зборуваш за оптимизам во овој момент, малку можеби е нелогично, неве за крај нека биде. Дали си сепак оптимист дека работите ќе одат на подобро? Па нема што да бидам ниту оптимист, ниту песимист. Или ќе ја средат оваа работа, или они нема да постојат, бидејќи од ова враќање назад нема, и Македонија нема да ја биде како држава. Да викнеме чом да ни го изгаси светлото. Да го изгасни. Светлото нели имаше што на шега, што на вистина, 51 држава да не Така да стане. да не земе Трамп, меѓутоа нема да биде од овде, бидејќи на крај пак доаѓаме до тоа. Ако не се, значи да профункционира државата за да се смени општествената свест кај мнозинството население. Критична маса мора Да се создаде критична маса дека не можеш да живееш, да ги раснеш децата во коруптивна атмосфера. Не можеш да го учиш дека е лошо ако не е украде. Кај нас е сега таа атмосфера владеачка. И ги гледате какви се, користат, газат преку лешеви, немаат никакви скрупули. Истите тие што ќутеа за тетово. Значи очигледно е. 7 години ги немаш. Очигледно, ама знаеш, ако можеш да поведеш некоја паралела, иако не е баш благодарно, меѓутоа тоа е меѓу тетово и овако. Бесатранс не е реку 55 луѓе Бесатранс. Бугарија со нелиценциран автобус. Кај беше тогаш да протестира? Значи, него нему е проблем. Како што ги злоупотребуваат децата од Смилковско езеро, сега ги злоупотребуваат овие деца за да ја задржат таа коруптивна мафијата. Нема да седи мирна со скрстени раци и да чека да бидат уапсени и разрушени. Она ќе се бори на сите начини. Сега е таков моментот што мора да биде заскриена. И затоа ги истураат напред овие наводно и сега играат на карта на емоции на луѓето. Ајде, ќе излеземе, ќе протестираме, ќе ги жалиме децата. До таму се нема скрупули. Мислиш дека еве за крај дека нема да и дозволат на власти преку вакви работи ќе ја замачкаат целата работа, всушност бранејќи ја својата коруптивност, своето украдено сите тие работи? Сигурно тоа се инстинкти. Да. Лепчо, тоа се инстинкти, он сака да на си го одбрани своето. На хиената, нормално. да. Сегде у светот така. Пази, партија е полувоена структура, а кај нас имаш и воени структури, значи партии со своја обезбедување, со своји војски, паравојски и така натаму. Ние не сме нормална држава по многу параметри. А не тргнавме во некоја департизација на државата, партиите сака да бидат силни и еве гледаме што ни се случува. Да гаиш оптимизам во вакви околности, мислам, стварно е небулоза, не можеш. На што ќе гаиш оптимизам? Можеме само да кажеме, ни треба мобилизација. На општа мобилизација. Шокови многу доживеавме, меѓутоа овој стрес тест треба да се издржи и да се работи систематски, да се знае каде промашивме, каде утнавме до овие 30 години. Утнавме на многу места. Утнавме од 90-та година со етнички партии, па и почна тоа транзиција, уште ни трае. Значи, ни еден систем социјалистички кој го имавме, каков таков стабилен, будалите претходни го уништија. Се нашите деца не ќе не прашуваат, дали бевте нормални, сите зборите за таа Југославија, па што него словенците не беа будали што ги зачуваат тие системи. В Словенија уште има државни предпријатија, тоа е куп. Значи, таа транзиција е тотална промашена, економското грабење не сотрит, имаш еден сплет на све, тонење. Ќе дојде ВМРО во еден период, ќе крене државата
у времето на Груевски, ќе ги откаже дури аранжманите со ММФ и станува стабилна држава денешка клап. Еве читав сега негде за Љупчо Ѓоргиевски како премиер сакал комплетно да приватизира клиники. Не ни треба државна клиника. Замислете што би се случило во Македонија таму да приватизираш. Па тек таму која корупција. Сега има тек дури кога би било тоа све приватно. Мора да се измери се што се случува у државата. Значи, она доге системот на Илон Маск. Не за политички систем министерство, туку министерство кое или институти, агенции кои ќе го следат ефикасноста на нашата држава. Мора да се измери. Јас знам дека има и нефункционални закони. Значи, ние имаме законодавство кое е нефункционално, тоа треба да се смени. Имаме закони кои се косат со устав. Закон за јазиците, например, е предложен од влада и тој е противуставен. Собрание усвојува противуставен закон. И тоа е монструозната држава. И пак за некои виши интереси. А има такви закони многу. Значи, тоа мора да се скенира. Ние законите за кривичниот законит колку пати го имаме менувано, Дарко, ти повеќе си следел тоа. Законот за кривична постапка, колку пати. Адвокатскиве канцеларии само тоа сечат промени на закони, не можат да водат постапки, оти не ги знаат измените во законите. Сето тоа, образовниот систем мора да почне од градинка до средно школо, тој да биде многу јак, да ги учиме децата на вредности човечки, да учиме на знаење, вистинско знаење кој ќе биде употребливо. Сите други сегменти што недостасуваат. И може би една генерација, имав еден разговор со министерката, јас побарав да се видам, за да ја кажам искуства кои јас сум ги видел во неколку образовни системи како Холандија, Казахстан и Австралија, што би можело овде да примениме, со порака дека ако направиме една нулта генерација во наредниве години која ќе тргне по прав пат, таа ќе изводи Македонија. Ама таа ќе биде идна генерација, не овие сега што се. Ова време сега што го живееме готово, тоа е завршена работа. Значи, тие се осудени да живеат во последиците од ова што ќе го наследат од нас. И еве ќе го наследиле. Знаете, тоа е факт. Ти не можеш све да смениш. Ти сега да и плати да им дадеш по не знам колку илјади евра, ти пак ќе живееш во еден скапан систем. Ти треба време тој скапан систем. И пак рушвет ќе плаќаат, само повеќе ќе плаќаат. Ништо повеќе нема да ви дадат. Ама знаеш како, инспекторот ќе бара повеќе за здравствен систем, да. Лекарите вика плати немаме, ама никој не викаше бе нема инвестиции во здравство, разбираш? Јавниот интерес. Никој не гледаше јавниот интерес. Немаме доволно луѓе, да. Певе се имаш платина, немаш здравствен систем. Немаш добар здравствен систем. Немаш 20 луѓе беа во германската болница. Тоа беше поразително. 20 од цела болница што беше представена, 20 лекари беа македонци. Нели е тоа страшно? За жал. Ние уште имаме лекари. Има луѓето учат, одат по светот, учат нови знаења, прават операции со вештачка интелигенција, значи они се во тек, ама немаме систем сега. Немаш тоа кај да го руина ни се зградиве, шо ќе правиме? А за жал и тие што плаќаат рушвет или што го собираат платеното, и тие се лечат во истите болници, човече. Тоа е неверојатна работа. Тоа е волшебниот круг. Истиот воздух усмрден го дишат во Македонија. Така, со канцерогени глупости. За жал. Ви благодарам што бевте, мои гости. Благодарам јас. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, имајќи предвид се што се случува околу нас. Чувајте се многу.